Владата на Република Македонија се уште институционално, формално не е информирана од страна на Република Косово за оваа мерка која што е воведена и Министерството за економија, според моите последни информации, но таа е реална. Таа мерка не е добра, гледајќи и од аспект на функционалност и интерес за двете економии, затоа што се разбира дека со оваа мерка и економијата на Република Косово ќе претрпи определени негативни последици пред се граѓаните на Република Косово, не е добра нити пак од еден друг аспект на соседски односи. Доколку се земе во предвид начинот, постапката, обемот на забраната и отсуството на транспарентни информации кои што би образложиле кои се мотивите за оваа забрана, се појавува сериозен сомнеж во незината и економска и правна оправданост, особено затоа што досега Република Косово нема реагирано, нема ни известено согласно процедурите и согласно правилата дека има забелешки на определени наши одлуки, нити пак со некои наши постапки Косово трпело сериозна штета, туку напротив имаме значителна економска соработка помеѓу двете земји. Институциите во двете земји во текот на вчерашниот и во текот на денешниот ден се во перманентна комуникација со цел да биде надмината оваа работа. Ние како влада повикуваме оваа мерка, оваа забрана да биде укината и да биде тргната во функција и на двете земји, на двете економии, на субјектите кои што се партиципираат и на едната и на другата страна, а во меѓувреме се разбира одговорно разгледуваме и други сценарија и можам да кажам дека сите опции се отворени и ништо не е исклучено. Сите аспекти согласно дипломатската комуникација, кои што значат во овој момент вербална комуникација, бидејќи реков дека институционално не сме известени, се преземени. Ставот кој што го истакна во овој момент ги опфаќа сите аспекти кои што се битни за овој процес во дадениот момент. За дополнителните работи ќе информираме. Во вербалната комуникација е пренесено дека се чини веројатно дека ова постапка од страна на Косово е донесена како резултат на одлуката за условен увоз на брашно.